Ден, откако су дојден во Кичево. Ма, човек, да ме масирај. Така, вика, наредни планови. Многу светло, многу. Сега е периодов кај што вистина му се потребни на народов активисти. Така, значи И- се задржуваш со хуманитарните Да, акции. да го заштитиме на Охридското езеро, кој е нашиот најголем бисер, да најме начини како да го изчистиме првин и како да најме начин како да се мотивираме да не фрљаме џубре насекаде, тоа е најглавната работа. Јас сум горд џубретар, можам да кажам Ивана, јас сум горд џубретар. Нормално дека имам патриотски видеа, заради тоа што сум јас македонец. Не сум јас нешто друго, македонец. И сега, ако си македонец, се прифаќаш како таков и автоматски действуваш во доброто на твојата држава. Сега, колку можеш да му поможиш на твојата држава со само зборување на телевизија? Малце. Колку можеш да му поможиш ако се инволвираш во работата ја ево, хуманитарни или секој треба да види што му фали околу него, да види што не достига И сам до да се општеството. заангажира за- И тоа е правиот патриот, а не е правиот патриот сега ако кажам Македонија до Солун или Македонија до Австралија, Точно. што е вистина така, ама ето, ние тоа не смееме да го кажеме. Ние Така. живееме во малте најубав град во Балканов, сигурно во светот, мора, кој нема да сум скромен во светот. Многу ми е кеф што се креват свеста за ова и сите свативме дека сега не треба да се фрлат и не треба да се настроуваме ние уништувачки према природата, туку напротив, треба да ја прифатиме и да се понашаме заштитнички, зашто природата сме ние. Иначе јас на TikTok не можам да седам, зашто го земам телефон во раце 2-3 она и кога ќе видам некои содржини што ми ги презентира нас и што некој амерички филм ќе рече 50% сигурно сме на работ на сиромаштија и животот со две боксови, со две крошеа, мој да не турни најдлаво Јас слушав оваа песна што имам објавена Ах ти очи зелени. И ја слушам и си викам, А, зашто не уште? зашто не се напред те уште на секако лиѓе, се радваат, сите весели, среќни, праќаат поздрави од сите држави. Песната некаде има околу милион views сите заедно на сите на 5-6 Така. портали беше објавена посебно, во посебни линкови. И интересно, после многу беше интересно за снимањето на спотот. Се организиравме со најдобрите луѓе што снимаат во Охрид и пошироко нормално. И спотот настана исто во еден ден. Значи све беше некако природно, све си течеше Спонтано, да, не спонтано баш. Нема брзање, јас не брзам во ништо, све е полека се тече. Уметноста нели не барат брзање, ако брзаш ќе може да излезе нешто кој што не си планирал. Така, мораме да напоменеме дека комплетно твое дело е Ах ти очи зелени. Па не во целост, заради тоа што музиката, тоест битот, Така? посебно беше, како да кажам, аз само склопи, тие се посебно мелодивчина, ги склопиш. Да. Мене тоа ми исто како слагалица, јас работам видео и фотографија, и исто како што склопиш во видео, исто и во аудио си монтираш едноставно слагалица и после многу време монтирање и слушање и ти тек. Да, иначе, извини, да, се е моје дело. Да, многу сум горд. Сето не музичар. Вреди да се напомени. Да. Мораме да напоменеме дека покрај овие две песни, втората Ти не си крива, која ќе ја слушнеме во нашето студио, дека имаш за себе и неколку рап песни. Па да, имам неколку баш. Имам некои 10 песни необјавени, ама мислам дека таа бранша некако сега е поедена во еден многу катастрофален правец. Така. Не дека народно као светот све се прави само старата музика се преправат во нова, али во таа баш бранша трап, рап, некако работите кои се промовираат во текстот, не мене лично не ми Така. одговара, значи Ти повеќе се пронаѓаш во овие. Да, македонска музика имаме ние најубавата музика во светот. Ево, јас ја слушам од 2 годишна возраст и ми е кеф кога нешто ме погоди да е македонско. Тоа е, мислам дека секој и најголемиот трансер или техно Так. човек што живеет во Македонија би се пронашол со една убава, пример, гајда или некој убав глас. Уша убав глас, кај мене не очекувате нешто, ама. Но твоите песни Све мораме да автотюн. напоменеме дека се нешто како пародија за да Да, јас да пак го ќе речам, јас не расположа сум пејач. народот токму во овие тешки времиња. Баш, тоа е мотивот на целава моја работа. Цело време, значи тоа е мотивот, да се расположи луѓето, Така. тоа е да се радвиме, да се смееме, да се забавуваме. Па кога сме викали идејата токму за
За кое? За парава? Пара ли? Да. Ова е пара, иначе е принтана во 1965 година и ќе ги посетиме нашите родители, нашите дедовци, бабавци, кои ќе појделе на шопинг, пример во Бугарија, што може во све да се купи со ова пара. Ова е, викат, иначе називот на ова пара му е една червена. Ова е таа червена, ова е таа фамозната пара. И е многу интересна за, како што кажав, нашите Како ја родители. набавите? Од каде дојде кај тебе? Како што кажав, све се иде само се движиш по патот, се движиш по патот на позитивата и ќе си дојде и парата и кошулата и све. Мора да го поздравам мој драг пријател Ивце. Ивце само победа. Тоа е буквално за све ова што го гледаме, ова е све негова донација. Мораме да кажеме, кога сме веќе кај донациите, ти си еден голем хуманитарец, се трудам. занимаваш и со собирање на хуманитарни работи, донирате во хуманитарни акции, па ајде нешто повеќе околу тоа. Да, имавме претходниот месец, баш заради тоа не излезе песната порано. Целиот претходен месец имавме хуманитарни акции. Значи претежно донираме јадење. Имаме пријателчина кои се од странство или од луѓе што пример маркети или Така сака да некакви донира, саке да помогне. донира, не знаат како. Овие што му се институциите што се наменети за тоа, се чекат од све процедури и такви работи. Нормално народот кога е најпотребно излегува во пресредно, тој вистина што му е, како што кажав, најпотребно. Баш ги селектираме тие, значи во нашето општество да сме реални некаде околу 50% сигурно сме на работ, на сиромаштија, животот со две боксови, со две крошеа, мој да не турни најдлабоко. И тоа ни се случува дополнително со новонастаната ситуација, кога знаеме многу бизниси во Охрид, особено со туризмов, кога луѓето значи, се дојдено свет докоска, имат лица што, ево, јас имам слободно време, тоа ми е мене животна цел да сум активист, да правам нешто активизам за доброто на општеството. И се нафатив да ги правам овие хуманитарни акции. Досега во последните 2 години активно работиме, ама тоа е уште подамна почнато. Собравме, па да не претерам, може би некои 300-400 фамилии, ги помогнавме го што можевме, бидејќи немат крај на тоа кога ќе почнеш оваа работа, немат крај да речеш сега немат појќе, туку цело време само луѓе се јавуваат, ваму треба помош, па ова, па организираме некои средби. Сакат да донираат луѓе или? Па, знаеш како? Мене многу интересен факт ми е и што најчесто донираат оние што се средна класа, да речем. Во Македонија таа средна класа, како што ја кажав, е 50% и тие, бидејќи знаат како е мака, знаат како е да е во тешко, тие баш се почести донатори. Али ми се јавуваат луѓе и од странство. Имавме донација се од Австралија. Така. Ситна, ама за 2-3 фамилии, за 2-3 недели, да. За 2-3 недели храна има луѓе, секакви помош му треба. Така да. Браво. Ево давам и апел кој е во можност, нека ме побарат мене или организацијата Енхелеу за донации на било какво, на било што и да имате. Ќе му го најме чарет. Значи секоја донација е добре дојдена. Да. Во овој тежок период. Да. Часовите се одвиваат се уште, иако што ние не се фалиме многу на интернет, што сега имат секакви за антикропирања. Али децата мора да се децата мора да живеат детски живот и затоа јас секоја сабота го одржувам часот. Значи сега малце поинаков. Така, претходно беше на отворено, сега не знам како е. Не, претходно беше на отворено, само се собиравме вака и држевме час све со озвучување со све. А сега правиме екскурзии. И ојме до локални тука цркви кај нас, имаме места за посетување, ги посетивме скоро сите овие цркви што се вака кај пределот Рамне, Велгошти. Има доста и што да се види на вистина. Да, и е интересно, децата се анимираат. Мене ми е многу кеф кога се дружам со децата особено. Си ја се претварам во дете, сколкам исто и со нив трчам. Не ме слуша толку, ама интересно е, да, се борим. Целта ти е да ја отрнеш малце од тој социјален живот, од компјутери, телефони, телевизија. Да, баш. Заради тоа што сега на интернет родителите, како што водам некои истражувања вака приватни,
родителите не се грижат на што гледаат децата. Така. Значи, апсолутно овие што се деца, и ние, кога сме биле толкави, кај мој родител да гледа цело време што гледаш ти на телефон, па на телефон 2 клика си до страници кај што се таму кај што има друг графички содржај. И мислам дека само со вакви активности што одење во природата и повторно поврзвање со природата на некој начин, можеме да се отргнеме од тоа да сме сите компјутерски луѓе, бидејќи имаш и ти заприметено, сите сме цел ден вака и нема веќе готово, веќе луѓе не ни се борат, за тоа едно време се боревме да ме повеќе не се вака, сега секој се гледат, секој глата навалена, маската и ние сме реално робови моментално на технологијата и особено на ова време. Првото YouTube видео го снимав пред да е YouTube да постане YouTube. Значи на 7 годишна возраст моја, 2000 година, снимав компилација од песни со еротски содржина. Значи во тогашниот мој ментор Љубе Берберот, поздрав и да Љубе Берберот. И уште од тогаш се осеќам YouTube како YouTube и сега каде е YouTube заминат. Не ја гледам дека тука ќе е мојава иднина, туку пак како што кажав се враќаме 2-3 муабети наназад, кога ќе правиш нешто добро за човештвото и немаш време после да застанеш ти сега јас да се снимам таму и да едитирам или барат време, одземат навистина доста време. И не си активен, значи ако размислуваме цело време каков контент на видео ќе имат, акцијата ќе е во втор план. И што дур сме кај YouTube, да, таму прв пат излегов се промовирав пред 2 години, така пред 2 години помина. Така имаш навистина доста видеа. Да, имам 1.300.000 views све на каналот, добар канал е. И сум горд на тоа, сум горд ради тоа што луѓето нашле различност малце кај мене, сега темите на разговор се тие што се многу ретко кои слушаат YouTube за да се мотивираат, туку све нешто гледаме, само глупости, нешто на брзина. Така, точно кај тебе се мотивациони говори, твои Да, ќе почнам се и јас да тресам глупости. Како доаѓаш до идеја за ова до сега што го имаш работено? Па идејата е гледам кај општеството, значи секогаш јас разговарам за теми кои се ход, така, кои се жешки во општеството. Значи најинтересни теми сега во последно се зборавме за феминизам како нешто, некое ново движење во светот. А претходно нормално тие духовни видеа кои на сите ги препорачам. Имаш нешто и патриотско тука, не си Да. така како ти што нас ни представуваш. Да, не јас И сум... навистина доста гледано баш видеото. Да, и то секогаш јас имам таква, не знам дали е несреќа или таква ми е кармата. Видео го ваѓам кај мене, некој го зема видео и со истото видео јас пример имам 10.000 views, тој исто тој од 200.000 views си прави на негова сметка. Не ме такви дека е ој некој човек, пиши младиот таму од Охрид. Без име. Како и да е, нема врска. Ми е мило и што е така и што мојов став према светот. Така. Баш тој, значи коренот секој се обличи од патриотизмот. Нормално дека имам патриотски видеа, заради тоа што сум јас македонец. Не сум јас нешто друго, македонец. И сега, ако си македонец, се прифаќаш како таков и автоматски действуваш во доброто на твојата држава. Сега, колку можеш да му помогнеш на твојата држава со само зборување на телевизија, на интернет, ево секој си е на... Так. Сега секој има YouTube, секој има Instagram, колку можеш да му поможиш? Малце. Колку можеш да му поможиш ако се инволвираш во работата, ево, хуманитарни или, пример, не само се хуманитарни, значи ние правиме, ево, пред некој ден санација правевме на нашево игралиште кај што играме фудбал. Во нашава мала кај што се држат часове, столек, сите заедно луѓето, нити помош нешто. Застанавме, сите се собравме, клештите, направивме во градата, не е тоа проблем. Секој треба да види што му фали околу него, да види што недостига во општеството. И сам да се заангажира за... И тоа е правиот патриот, а не е правиот патриот сега ако кажам Македонија до Солун или Македонија до Австралија, што е вистина така, ама ето, ние тоа не смееме да го кажеме како македонци, не знам зошто, многу години, иако што јас одам контра тие, точно така, контра тие политики светски. И на сите му кажам, ние како македонци дека сме добродушен народ и заради тоа што сме добродушен народ и малце мрзлив, сите нас не користат. Вик ти навистина си релативно млад, доста инволвиран како во снимање нови песни, така со хуманитарните организации, но еве мене лично ме интересира колку може на личност еве како тебе, млад, талентиран дечко да се експонира повеќе, дали на телевизија или по социјалните мрежи како што се Facebook, Instagram, TikTok?
моментално, да сме најреални, сега моментално телевизија виде во втор план. И то не сега, толку пред 10 години, само ние сега потврдивме за тоа дека ојде пред 10 години. Иначе, најлесно да се промовираш сега е на TikTok. TikTok е таква мрежа што само тие што ќе стресат најголеми глупости, тие ќе поведат. Ако кажеш нешто паметно таму, одма те менува. Ама ако кажеш некоја голема глупост, тоа ќе си прифатен таму. Ти си еден од оние кои снимаат видеа на TikTok? Не снимам јас видеа на TikTok, туку имам едно пријателче, поздрав ти до Христијан, ја денеска поздравувам многу. Поздрав до Христијан кој ми го води TikTok профилот, иначе јас на TikTok не можам да седам, зашто го земам телефон в раце, 2-3 она и кога ќе видам некои содржини што ги ни ги презентира нас и што некој амерички филм ќе речам, што ни ги презентираат овдека и готово ја бришам апликацијата, ама фала му на Христијан што сечит од моите видеа. Пример, јас имам видео од 2 сати или 10 минути или и тој сечи 15 секунди најинтересните и го реди. Јас само едно видео имам ставено на TikTok, тоа е со Кичево, ако беше. Ајде нешто да ни изглумиш, да ни представиш. Еден, три камери, чекај, ќе истам на чаријата. Прв ден од кога се пресели во Кичево. Втор ден од кога се пресели во Кичево. Трета ден од кога су дојден во Кичево. Ма, човек, не ме масирај. Ма, човек, не ме масирај. Јако. Кичевчани иначе се како друштво или како град многу богати во македонска музика, идат многу од кичевскиот. Навистина има доста, да. Многу, тие се многу интересни луѓе. Стално кога дојде некоја српска песна да е позната, стално прва недела е позната во Кичево. И тек после 2 недели идет во Охрид. Значи тоа ја мора да му признаеме ние на кичевчани и што се понапред. Така, да ги поздравиме, пошто ќе почнавме со поздравиве, нека и така да ја завршиме нашава емисија. Да. Така, вика, наредни планови. Многу светло, многу. Не си навикнат под рефлектор или? Не сум навикнат еден вака одстрана вака да ми седи толку, ама денеска останавме до касно со изработката на песната и затоа останавме, мислам вака не спани. Добро, ние повеќе нема да ти одземаме време, ќе те ослободиме да се одмориш. За крај само наредни планови на Вика. Народни планови, сакам да испеам неколку песни што цел живот ги слушам. Сакам да испеам неколку македонски песни. Имате една песна Сис Легов долу в ливада и имате една песна сега ново што имам откриено, се викат Асан и Џулја. Таа нема никој испеано сега. Можда ќе ме претите од некој кој ќе го гледа ова видео, можда ќе ме претите од некој од пеачи, ама нема врска, јас ќе си ја испеам. Таа е многу интересни песни се тие од ваму од Лабунскиот крај Така, Дебарски, Лабунишки крај. Да, и мислам ако ме прашуваш во тој смисол за музика, иначе не го работам музика, не ми е како преден план, иако што имам доста идеи, имам и сега и можност, доста музичари ми си ми јавено за помош, може некои соработки, ама сега е периодов кај што вистина му се потребни на народов активисти. Така, значи се задржуваш со хуманитарните акции? Да, не само со хуманитарните, значи ние во склоп на мој да се рече хуманитарните, али и активностите во малските активности, нели што се, значи ќе превземиме за некои санации на некои работи, дополнително треба да го заштитиме на Охридското езеро, кој е нашиот најголем бисер, да најме начини како да го исчистиме првин. И како да најме начин како да се мотивираме да не фрляме џубре насекаде, тоа е најглавната работа што сакам да ја кажам. Јас сум горд џубретар, можам да кажам Ивана, јас сум горд џубретар на сите акции, на сите места кај што сум пошол, ето во природа, барем едно кесе, ќе земам, ќе си го наполнам. Секогаш има џубре. А тоа треба сите да го правиме, односно не треба да фрламе. Да, за да не дојде до тоа да собираме. Да, и затоа многу на мојот Facebook пример канал ставам доста тие акциите, зашто тие се многу добри за мотивирање на народот. Зашто седе ќе си рече чекај ова сега 100 пати чисти на место, на истото место депонија се прави. Илја 101 пат. Навистина што не е само тука во Охрид застапени е низ цела Македонија. Посебно Македонија е една држава каде што туристичките места се навистина активни. Да. Имаме навистина убави предели кои вреди да се посетат, но за жал не ги почитуваме, не ги одржуваме. Точно, ние само треба да одиме до покрај езеро вака да се опулиме веднаш. Значи вака да се опулиме да видиме кај живееме. Значи ние живееме
Малте најубав град во Балканов, сигурно во светот, море, кој нема, сум скромен, во светот, све имаме. Милион години имаат овдека цивилизација, цело време Охрид е светло на Балканов, не само на Македонија. И сега ние ако не очуваме тоа светло, ако не го заштитиме некако на некој наш креативен начин, Так. џабе живееме тука. Џабе ние живееме, исто како да живееме онамо, да не се навре некој источно Берово. Пример. Никој град да се спореди со Охрид, не Берово, нити Скопје, нити другиве градови. Охрид се знае. Охрид си е главната престолнина. Треба да си ги чуваме, да си ги одржуваме нашите туристички места. Точно. Мислам Еве, апел до тут цела нека апел, Македонија, така. точно. И тој од Берово треба и тој да излези едно сабајле во недела, кој е слободен, да земите најлон и да се ичисти вака околу малава негова Како што се 100 прави метри. вик. Да, да се ичисти како што нема врскато, јас има доста многу активисти ова што прават. И многу се креват свеста за ова. Так. Многу ми е кеф што се креват свеста за ова и сите свативме дека сега не треба да се фрлат и не треба да се настроуваме ние уништувачки према природата, туку напротив треба да ја прифатиме и да се понашаме заштитнички, зашто природата сме ние. И затоа правиме акции и се бориме против пластиката. Так. Борба против пластика. Вик, јас ти благодарам што беше дел од мојата емисија, што Фала одвои многу, време, Јаниш. те измалтретиравме. Да. Не,